Политичките партии и коалиции, која порано, која подоцна, ги објавија изборните програми. Платформа 1198, Програма за европска иднина, Европа 2030, План 2030, се само дел од нив. Се ветуваат проекти за подобар живот, за членство во Европската Унија, за промена на уставот, за се што партиите мислат дека му е важно на домашниот гласач. Во теорија, програмите треба да им помогнат на граѓаните да се информираат и врз основа на тоа да донесат одлука за кого да го дадат својот глас, односно да проценат која партија или коалиција ги застапува нивните потреби, интереси и ставови. Но колку граѓаните се информираат од програмите за ветувањата на политичарите? Или поедноставно им е да веруваат во она што го слушаат на митинзите и во изборните реклами? Ова прашање им го поставивме на неколкумина случајни минувачи. Јас не можам до нивните програми. Од кај јас знам сега знам кој е програм. Либерали која, СДС, кај се тие програми? Не ги на Па мислам едноставно, ја ги немам програми. Да. Значи не ви се достапни лесно. Па 90% не. Па тоа се све лаги со опашки, да ти кажам право. Живи лаги. До сега за сите 20 години све лаги. Едно кажуваат, после све се измислува наново, друго и нема врска. Не читам уопште, него познати се сите нивни програми, нема потреба да читам. Све е јасно. Долго време тие се исти со мали промени, препишани, додадено нешто што не може да се, да кажеме, оствари, но битно е да предизвика внимание и луѓето да гласаат. Станува збор за платформа од Сега за прв пат граѓаните добиваат помош. Невладината организација Центар за управување со промени ја направи интернет страницата одговорнавлада.мк, на која се објавени изборните програми на 4 коалиции и една политичка партија. Целта е ветувањата на политичарите да се споредуваат и следат на поедноставен начин и на едно место, зашто нивните истражувања укажуваат дека граѓаните не ги читаат и анализираат изборните програми. Од проста причина едно тие се многу големи и треба многу практично да копаат преку програмата за да може да дојдат до суштината. На едноставен, а воедно впечатлив начин се прикажани ветувањата на политичките субјекти групирани во 11 области, како економија, енергетика, здравство, земјоделство и така натаму. Тимот на Центарот за управување со промени ги извлече конкретните, мерливите ветувања, за да може граѓаните да ги прегледаат, да направат споредба со моменталната состојба, но исто така да направат споредба и помеѓу ветувањата на различните политички субјекти и да донесат објективна, информирана одлука на парламентарните избори. Кога ќе влезете во одредена област, од десната страна може да изберете еден од политичките субјекти. За секој од нив се прикажани подобласти што ги содржат јасно дефинираните и мерливи ветувања содржани во програмата. Ние не интерпретиравме, туку ги извадивме буквално од како што се во нивните програми, со тоа што се обидовме само да ги ставиме со еден појасен јазикот и некаде се губат во декларативните изјави. Мерливо значи дека кога политичките субјекти од стартот од самите избори, кога во нивните предизборни ветувања користат едноставни формулации кои што се квантитативно особено мерливи, тоа ги прави многу поотчетни. Тоа значи дека понатака може да се увиди дали реално тие ги оствариле ветувањата кои што сега им ги пласираат на граѓаните, со кои што ствари им го бараат гласот. Но може директно да пристапите и до оригиналната програма на партијата, како и да се прегледа моменталната состојба во таа област. Каде што се содржани информации од официјални извештаи на државните институции како што е Државниот завод за статистика, официјалните извештаи на министерствата, на ресорните министерства, и извештаите на Европската комисија. Оваа платформа ќе ги прикажува само програмите на политичките субјекти се до формирањето нова влада. Тогаш партиите што ќе станат дел од мнозинството ќе треба да состават програма за функционирањето на владата, па ќе биде проверливо кои од ветувањата во партиските програми ги ставиле во владината програма, а кои ќе ги заборават. Следно кога ќе влезат во влада веќе носителите на одлуки, би сакале малку повеќе да дадеме акцент на нивната мандатна програма. Во моментов, мандатарот ја изложува програмата на владата која ја предлага пред собранието, но таа после тоа не е формализирана, ниту е дел, ниту стои како некаква обврска за министрите и за премиерот. Таа е, да речеме, само предлог програма во оваа фаза. Ние би сакале, работејќи на ваков редизајниран систем на управување, таа да биде поформализирана, односно ова да стојат како обврски на сите кои влегуваат како министри, како директори, дека имаат обврски по однос на реализацијата на политичките ветувања.
Ова треба да доведе до поголема одговорност на функционерите за испорака на ветувањата, а резултатите да бидат мерливи, видливи и споредливи, за граѓаните да можат да ги следат. Крајно, оваа платформа треба да ги содржи ваквите политички цели по областите кои веќе ги дефиниравме на владата и ние во тој период ќе почнеме дури да ја следиме реализацијата. Од тука граѓаните кои сега ќе се запознаат со содржината на платформата, очекуваме дека ќе ја познаваат како веродостоен извор, на кој понатаму кога ќе ја следиме реализацијата на политиките ќе може да се осврнат во секој момент и да видат до каде е исполнувањето на овие дадени политички ветувања, односно какви се резултатите токму на владата која ќе очекуваме дека наскоро ќе биде. Платформата Одговорна влада.мк е дел од проектот Преосмислување на управувањето, поддржан од британската амбасада, со кој треба да се воспостави зајакнат центар на владата од неколку клучни институции кои би требало подобро да ги координираат и планирањето и реализацијата на политиките. Битно ни е и во владата кога се планираат политиките да бидат базирани врз докази, врз она што е потребно за ресорната област во општеството. Кога ќе се дефинираат индикаторите за тоа што е потребно да се направи и како ќе се мерат, ова ќе биде многу поедноставно и за администрацијата да знае кои се целите и како ќе ја мери својата работа и кон што се стреми, но и за граѓаните за да знаат точно што да очекуваат од институциите како испорачен резултат. Велика Британија има добро развиен систем за следење на ветувањата и остварувањата на владата. Дел од тој систем била единицата за следење резултати во премиерскиот кабинет, која сега не постои, но се задржала таа институционална култура. Например, британската влада ветува реформа за намалување на емисијата на стакленички гасови во авиосообраќајот, но не застанува само на апстрактно ветување, туку дава точен рок со поставени цели низ бројки и проценти. Каква е состојбата сега, како ќе се развива, а каде треба да стигне?